Почитуван господине Милошевски, сум задоволен од проектот Младинска гаранција како почна да се реализира во трите пилот општини. Повеќе од 1000 млади луѓе се веќе вработени, повеќе од 100 луѓе ја користат можноста за продолжување на образованието, а огромен дел од нив, не ја знам точната бројка, ги користат активните мерки за тренинг, односно за нивно практично приспособување за работа. Секако, она што го прави Агенцијата за вработување, се со поголеми капацитети од интересот и на младите луѓе, за да се вклучат во нивната подготовка за работа, практична подготвување и приспособување за трајно наоѓање работи. Ние ќе продолжиме да бидеме упорни во изнаоѓањето начин како овие буџетски пари кои што се определени во Агенцијата за вработување, посебно преку Младинската гаранција, да допрат до колку што е можно поголем број на млади луѓе. Зборам дека завршуваме 2018 година, сите средства дури не се искористени. Одиме и со мотивација, одиме со флаери по универзитетите, пред се по абсолвентските години, за да можеме да им предочиме на младите луѓе можноста која што им стои на располагање. Секако, ова можност е овозможена и од странските инвестиции кои што се случуваат во Македонија. И апсолутно не е точно дека нема странски инвестиции. 327 милиони евра се странските инвестиции во првото полугодие од 2018 и овде се спроведува и дел од Младинската гаранција, затоа што посебно германските компании директно и со одредени средношколци се влезени во тренинг заради нивна практична подготовка, после завршување на средно образование полесно да најдат работа, но се влезени во партнерски однос со владата за подготовка на високо образовани млади луѓе, кои што исто така полесно ќе најдат работа. Јас сум многу среќен што посебно компаниите од информатичката технологија се одличен пример за ваквиот начин на подготовка на млади инженери, најмногу информатичари, но еве се ангажираат и машински и електроинженери токму во оваа област, која што отвара достоинствени работни места со плати повисоки од 1000 евра, кои што возможуваат просечна плата на информатичари од 65.000 денари во Македонија, и ќе продолжиме токму во овој правец. 327 милиони евра странски инвестиции во првото полугодие е дупла повеќе од лани или 3 пати повеќе од просекот од последните 3 години. Странски инвестиции има во Македонија. Јас се надевам дека во иднина дел од тие странски инвестиции ќе бидат и вакви големи компании, како што се и Facebook и Google, затоа што наше право е да се обидуваме да привлекуваме вакви инвестиции. Секако, ниту претходна влада, ниту оваа влада не може да каже дека 100% ќе успее со секоја инвестиција, да ќе направиме се, да успеаме во максимален број на преговорите за привлекување на странски инвестиции, вклучително и со овие две значајни компании. Посетата која што беше во Нью Йорк на Google Jigsaw и со господинот Джеред Коен, за нас беше сериозна мотивација за интересот на Google за инвестиции во Македонија и со радост ја споделивме таа информација со граѓаните. Продолжуваме понатаму, јасно изразена намерата не само на овие големи компании, туку и на многу други компании, дека јасно ќе се охрабрат да ги донесат и конечните одлуки, а тоа се стотици компании со кои што разговараме, и вам ви е тоа јасно, ако Македонија има извесен пат за членство во НАТО и во Европската Унија, заради тоа што пред се НАТО значи трајна безбедност, мир, стабилност, која што и текако е важен основ за донесување на одлука на акционери или борд на директори на било која компанија во носењето на одлуките за инвестирање, така да тоа е само една причина како тоа политичките процеси влијаат на одлуките на странските инвеститори, а јас знам дека тие одлуки влијаат и на одлуките и на домашните инвеститори, и од тој аспект дефинитивно и можноста за уште поголеми успеси на пакетот на мерки кои што ги имаме, како што е еден од тие активните мерки на вработување меѓу кои и Младинската гаранција, ќе дават уште посериозни успеси, заради тоа што тоа не е нешто што ние го измисливме, функционира во цела Европа, ги дава резултатите, фала Богу, еве дава резултати и во Македонија.